Ти даде ли тоа на квалитет, на искуство, на нешто? Може нема да бев полош пејач, али немаше бидам толку во јавност, да кажеме, пуштен, да. Значи, голема благодарност до Мак Звезди и до аудицијата што беше направена, ако не беше таа, може немаше да бидам кај тебе во студио. Да, добро, ти не дека си Во беше разни кој знае студија. колку опуштен камери. Важиш, не, шала на страна, важиш за мирен дечко по природа. Значи, не сакаш многу да зборуваш, да се истакнуваш со некои работи, сакаш да те знаат по пеењето. Да. Пред се. Те лути ли пример тоа што некои си можеби 80% од пејачиве кај нас не се такви и гледаат нешто да направат, да ги пишат по новина ваму таму, па дојди сликајме ваму сум со некого, а не обрнуваат толку многу внимание на тоа каква песна ќе направат и слично. Со честни исклучоци ги има, значи исклучоците не дека ги нема, Така. но според мене голем дел некако се некои такви позери. Па, мислам дека окей тоа да се прави, например, има тоа скоро цел Балкан, цел свет тоа се прави и окей да се стекне поголема популарност со таа работа, но кај мене е обратна работа, јас немногу сакам да Сакаш промовирам. таму да останеш ти, Да. не би се менувал за ништо. Па да, што? Па сега за сега дали, сега војнина не знам како ќе биде, не можам ти ветам ништо. Да, ај ќе видиме. Како ти оди со настапите, ај кажи? Па, Имаш ли настапи? Сигурно имаш устари шо. па во глобала сум бил скоро во сите градови, во сите дискотеки на Македонија. Големи, мали си настапал сегде. Да, да. Значи сега кај што има расположение да ме слушнат фановите, јас сум таму Кај што ќе платат, добро. и тоа држи вода. Како договараш настапи сам? Па, да. Да, сега за Значи, сега. за сега сам. Ти не Само дека остасува ли ќе влези- менаџер, друже, кажи? Па не остасува, ти кажам право, треба менаџер, иначе нема вака да се разболувам. Што викаш, да. Вака Поради форсира, сите- иди сегде. Да, поради сите тие активности што треба да ги вршам и како менаџер, и како адвокат, и како психолог, и како пејач, најмалци како пејач. И мора менаџер да се најде, се надам дека ќе се најде правиот човек во скоро време. Точно, и јас се надевам вака, дека твојот вокал наликува на Тоше, навистина наликува. Ти доаѓа ли некогаш да кажеш, аман луѓе, таков ми е гласот, што ме замарате? Пошто јас се знам дека стварно така си пееш човече, не дека нешто се трудиш да ти биде така. И кога сме дека тоа си се фатил ли да речеш, еј, стварно е ова тонов како Тоше го фатив или слично. Мислам, прво сигурно ти е чест што те споредуваат уопште. А второ ти смета ли некојаш? Па ти кажам право, тоа што кажа доста е веќе со тоа, некој што го имал помислено на тоа, али во глобала ми е чест што ме споредува со таква голема звезда. Али со тек на време се трудам колку што можам тоа да го нема во моите песни, а тоа се гледа и на евровизиската песна и Сонце не ме грее. Тоа може да го видат и сите гледачи и слушатели дека таа сличност помалце се одбегнува. Јасно. Сега за сега негуваш некој стил на музика, поп-рок или слично. Тоа и сам сакаш да слушаш? Па во глобала да. Значи го почнавме со Лазар Цветковски тој стил, некој нов стил тука во Македонија, поп-рок, алтернативен нешто, амерички некој стил така. Мала пак сме далеку, ќе признам. Да. Али со воглед на тоа да се изџвакаат тие македонски значи, Да, она граници, стандардот, стандарди, нешто. да. Мора да има нешто и така по-балканско во тие песни. Да, а да речеме, сакаш ли малце потврдо може да направиш во скоро време нешто рок, некој класичен, онака? Па може да се каже нешто по Имаш ли таква желба, таква план? Имам желба, последно време многу ги слушам Расмус. Расмус ги слушаш, Да. па сега ќе доаѓа. Да, уште Знаеш? имаш? Да, сега скоро супер. доаѓаат у Хардор, мислам. Чудам пак. И да си одиш, да бе беа тоа. И во глобала таа музика многу ми се свиѓа, али не знам тука во Македонија колку ќе ја прифатат. Ќе видиме, пробај. Ќе пробам да ти кажам. Ако не успееш, ќе знаеме, не иде. Да. Играш доста на Station Watch. Така. Играв. Играше, сега Играв. немаш време, бајде. Сега ти кажам право воопшто немам време. Сега баш гледав тоа Лига шампиони. Малце се опуштив. Не е барем со рачки или гледам играат. Да, играат фудбал. Да, играат фудбал. За кого најуваш? Па ти кажам право за Манчестер сум од секогаш. Си фан онака? Да. Со дресови, со шалови? Не баш ептен со дресови и имам така некои амблеми дома, ама си чувам само за себе. Виник со Манчестер играше? Да, А, да. Треба да се ставиме со Пере од нокаут. Ако него го победиме, тоа сме играчи, што иначе... Да? Со ништо кој не игра треба.
Тој со кој да му даеш игра, не е проблем. Си сеќаваш ли некојаш да си заглаил цела вечер на стеж? Па имало, ти кажем, и 2,5 дена, така, цел ден со бајлење фатило. Заеме само така сандвичи да јадиме, нешто вода колку да потурниме јадењето. Тоа беше време. Сега шо правиш? Шо ти е главна преокупација? Одмараш? Се одмарам, да ти кажем. Гледам некој филм ако пушта така на телевизија убав. И пијам чајави се лимон, да сопрам малце. Ај кажи ми за албум. Албум? Да, може ли да очекуваме албум? Колку имаш, значи, како рече, 5 песни? Излезени? Да, 5. Добро. Сега се спрема уште некоја? Се спрема, да ти кажем, и околу 12 би требало песни да има. Фалато ще да речем, 3 може. Ајде, ќе ти помогам после. Значи, близко до мене има и англиска верзија, Аха, супер. Таа беше подготвена уште многу одамна. Значи, обично сите песни ги правиме така на англиски текст и ги бираме после. Озбилно. И ги пишуваме на македонски. Браво. Така поголо ми звуча некако на англиски. Први на англиски си Да. слушаш? И кај да треба да излезе албум. А сега за сега не знам твои песни кои се? Имаш твој удел во песните? Во овие 5 неам, али че има во албумот. Да. Неколку. Работиш на поише на кога пишуваш песна, првин се фокусираш на текст, на музика, на шо? Па најчесто на музика, обично Како ти оди тој процес, значи? Обично кога ќе сакам си направам музика, земам некој од песнарките мои таму. Нешто крадам од овде, крадам од гледам овде. некој англиски текст и си правам на него нешто музика и ако излези нешто добро, на него после правам македонски текст. Латко е. И кога да очекуваме твое нешто да видиме, што ќе биде? Нешто Па- налик на Расмус, Living in over without you Cafe. Работи. Па ќе биде во Ќе биде албумот, скоро? Ќе се слушне Браво, скоро. месаре, браво. Само да ти се заблагодарам за тоа што дојде. Ти благодарам Иако за си поканата. мртов болен, среди се малце па ќе дојдеш Окей. пак и со бендот. Свириш сега. со кого? Со Offset-от, ето голем Offset. поздрав до нив. Осе, поздрав до Offset, да, и ќе дојдеш обавезно со нив да видиме како звучиш на настапи. На настапи Окей. со нив си или? Па на некој настапи да, на некој со матрици. Одлично. Фала ти пуно уште еднаш и фала ви на сите вас што не гледавте. Се гледам идната недела 20-20 часов стандард. До тогаш здрави, среќни, весели. Чао.